493 крави треба да одат курбан поради политички реваншизам. Од претходната власт бевме приморани да избегаме од нашата држава и да отидеме во Швајцарија. Се вративме бидејќи почна да го уништува татко ми. Прво што му се случи, го избрка од работата. Љупчо Николовски точно знае ние кои сме. Сакам да го прашам јавно господинот Љупчо зошто тие решенија уредно не се доставени до нас. Во решението за одземање стои дека добитокот наводно не бил чуван во соодветни услови со што е прекршен законот за благосостојба на животните. Значи прилогов е брука за македонското новинарство. Ова е брука. Зашто? Затоа што вие не сте побарале коментар за тој што зборите. Прво да ви разјаснат. Пушти ги што се сликани заедно со Мицкоски. Ова е у Швајцарија сликано. Прво е тоа, второ, у таа штала, кучево мое да го пуштам, у таа штала ќе се заглави. 493 грла говеда чуват. Од 2020 сликата, еве. Ај сега пушти го спотот да видиме. Јас сум Јулијана, од Крива Паланка. Изборот е јасен. Многу е јако што за ваква глупост ноторно лажете. Имате кривична пријава за овие крави. Цела Крива Паланка бара кравиве некого да бидат собрани, да се превземат мерки. Заради тоа што законот предвидува дека треба овие животни домашни да имаат соодветни услови за чување. А ако не се чуваат и се напуштени, тогаш законот стапува на сила. Ова е во Крива Паланка под мост. Во исто време, Алфа го објавува овој прилог, Општински комитет на ВМРО ДПМН Крива Паланка реагира дека прилогот е фейк. Значи дури и ОК на ВМРО ДПМН реагира. Значи сега тука не е приказка, ама види Љупчо Николовски, ово е оне. Него реално има проблем таму. Има 2-3 сообраќајки има дека заради овие крави. Еве ги у Крива Паланка како се шетаат кравите усредено кеве по град. Тоа е регионалниот пат. Еве ги кон ДВ Бајер. Во среде центар на Крива Паланка. Еве ги на плоштад. Идат, пасат од паркот, цвекињата ги јадат, дрвцата ги јадат. Имаат нападнато дете. Ова е другата страна на регионалниот пат. Еве вика. Добро утро. Политички прогон било. А да кажете види кравите, ние не ги чуваме, ги оставивме така. Памет дали имате маци у главата, дали сте малку нормални. Прилог правите политички прогон против крави.